Партиската директива поважна од квалитетот и способноста. Наставничката Даниела Тумбова повеќе од една година преживува голгота во борбата да се вработи како оделенски наставник во некоја од основните училишта во Велес. Секој аплицирање на конкурсите е безуспешно, иако меѓу пријавените кандидати најчесто е со најголемо искуство. Единствено на што наидува е затворени врати и разни оправдувања од директорите на училиштата. Тумбова за Алфа отворено раскажува за неправдата која ја доживува од страна на раководните лица во училиштата ширум градот. Овој септември па и веќе и овој месец октомври ги поминав сите училишта, верувајте, сите училишта, на сите интервјуа бев, дури во некој бев и по 2 пати. Што се случува? Значи, интересни одговори ми даваат директорите. Па еден дури ми кажува: благодарам што се прошета. Другиот ми кажува: знаеш, Даниела, како е ветерот кај дува, ние сите мора да се вртиме, не можеме да не послушаме. Сомнежите големи, разочарувањата многобројни. Интересна беше во едно училиште во кое што има појавено потреба за 7 оделенски наставници. Од некоја причина се појавивме точно 7 наставници, меѓутоа јас тука сама си дадов некоја шанса и си велам: еве сега е моментот дека ќе ме примат. 2 дена немаше резултати, верувате, од училиштето, и после 2 дена дознавме дека едноставно тие 2 места се повлечени и примија само 5. Пак да не бидам примена јас. Убедена е дека клучот за вработување е само партиската книшка. Професионалноста и квалитетот кај нас не доаѓаат до израз. Ја гледам државава како некоја партија во која што навистина или си член на партија, на таа партија, или пак ако не си член, како да не си едноставно државјанин на нашава република. Тумбова безброј пати се обидела да стапи во контакти со министерката за образование Царовска, но безуспешно. Бара да биде сослушана и да добие можност да ја исправи неправдата која ја е нанесена. Инаку Тумбова по 5 години работење како наставник по оделенска настава во тогашното основно училиште Хаджи Константинов Джинот, минатиот септември доби отказ од в.д. директорот на училиштето со образложение дека 2 училишта се спојуваат во едно и оти нема потреба од неа. Таа се сомнева дека отказот има политичка позадина.